Јас сум Јована Андреевски. Денес ќе ви раскажам една многу интересна Исидора Мун книга. Исидора Мун под морето. Главни ликови во оваа книга се Исидора Мун, нејзината пријателка Сирена, Марина, Делфина и Смарагда и останатите сирени. Во оваа книга ќе научиме дека сложените односи меѓу возрастните имаат влијание врз децата. Во светот на Исидора Мун можно е се. Тоа значи дека таму има многу магија, интересни авантури и многу забава. Како во вистинскиот живот, преспивањата се многу различни спроти светот на Исидора Мун. Место преспивањата да бидат две куќи пред твојата, преспивањата се долу во скриените во едно скришно место под морето. И поканите место да бидат преку интернет или во школа дадени, тие се дадени преку морски галеби кои ти носат и мапа за да видиш каде точно треба да одиш. Исидора Мун била поканета на преспивање кај нејзината другарка Сирена Марина. Исидора била малку загрижена ако нешто лошо се случи таму, но мајка ја обедувала да оди, па тој се случи. Кога стигнале таму, Исидора на брзина се гушнала со нејзините родители и отишла со Марина под морето. Отишле во градот во кој живеел Марина, Школкоград. Таму било многу убаво. Кога стигна внатре во куќата на Марина, Исидора вида нешто многу интересно. Креветите во кои ќе спијат биле школки. Изброи и вида дека има 6 кревети. Тоа значи дека ќе бидат 6 девојчиња. Во некое време почна да доаѓаат многу сирени на забавата. Исидора многу се зачуди кога вида дека нејзината пријателка Делфина ја представи Смарагда како нејзина сестра. Исидора кога ја праша како е таа нејзина сестра, тај одговори дека нејзиниот татко и мајката на Смарагда се ожениле, па така сега они станале сестри. Исидора примети дека Смарагда била цело време тажна, никогаш не се дружала со сирените и цело време барала начин како да биде сама. Дојде ред Марина да ги отвори подароците што ги имаат подарено сите сирени. Сите биле многу убави подароци, но еден од најубавите што на сите им се допадна беше книгата што ја подари Исидора. Книгата беше за балет и сите сирени се имаат замислено како би изгледале они ако имаат нозе и како би играле балет. А Исидора, додека они се замислуваа со нозе, Исидора се замислувала колку ќе биде чудно да има опашка како што они имат. Дојде време сите да си спијат. Исидора го одбра најпоследниот кревет, а до нејзе се смести Смарагда. Исидора била малку тажна, бидејќи не можела да слуша што шепкаат останатите девојчиња. Плюс и падна малце жал дека ги нема нејзините родители со нејзе и кога погледна надвор низ прозорецот, како што нормално гледа, ќе имат звезди, но бидејќи она е под море, ги гледаше најсветкавите и најубавите звезди, на најубавите риби. Во еден момент ја слушнала Смарагда како плаче и бидејќи Исидора има добро срце, веднаш отишла и ја прашала што се случи. Ако сакате да знаете што беше проблемот со Смарагда и дали се случило нешто лошо на Исидора Мун додека било нова преспивање, дали Смарагда и нејзината сестра се смирија, се однесуваат, дали Смарагда се однесува повторно лошо кон нејзината сестра, ќе откриете само доколку ја прочитате книгата Исидора Мун под море.